Интернет, шо правиш? Кого лажем бе, никој нема. Изборите нема да ги коментирам. Од проста причина со што секое нивно наредно случување носат само разочарување, 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 нешто слично како сексот со мене. Стотици разочарани жени. Пред извесен период бев во Германија. Толку многу жени разочарав што голем дел од нив мораа да бараат утеха во германските краставици. И долгата приказна скратена, откриена мистеријата како настанала ешерихија коли. Сакам кола убава, нека ме ешерихија. Може да се прават многу варијации на песнава. Сакам пиво убаво, некем старо прамен пие даме, ама не јане. Ова онака ми текна без навреда за фан клубот на Старо Прамен. Шо би можело друго нешто? Сакам женска убава, а мојта е кофичо, ми личи малце на чичо, ми личи малце на чичо. Opel, Mazda и Audi. Па ако сакам коли луди, нема да сакам Opel, Mazda и Audi баш. Така, зезната работа, животот стана многу скап. Навистина е толку скап што мора да штедиме. Многу интересно кога водиш со друштво на купување и кога купуваш некои ефтини работи, а се правиш како да е тоа најнормално. Например, литров сок од 20 денари. Мултивитамин, супер. Што биде? Сок од портокал и шампон, две во едно. Браво. Што ни треба кашкавал? Па овој да го пробаме. Производство либиска џамахири. Па, одлично. Го прашуваш тој продавачот. Извинете, мувлосан кашкавал имате? Да, господин, имаме некој фенси име тука. 1000 денари. Не бе, друже, мувлосан, дај ми некој што останал. Кога ќе дојдеш до тоа, знаеш дека си во манџа. Компир манџа. Пред некој ден ми се расипа лифтот во зграда и морав да одам пешки, па ги пропуштив они изворени муавети што се прават кога се возиш во лифт. Знаете, луѓето кои се возат во лифт се делат на неколку типови, а првиот се оние кои што одат негде и појма немаат каде одат. Влегува во лифт, лифтот оди некаде до втори и трети, се врти на тебе и те прашува: "Се извинувам, да не знаете каде живее Столе?" Па што си се качил ако не знаеш кај одиш бе? Потоа ги има оние муавети од култура, колку да се каже нешто. Како дома? На работа како се сноѓа? Твоите добри? Не дека ме интересира, ама да стигне лифт. Но омилени ми се оние прашања за очигледни работи. Например, влегуваш во лифт со пица, застануваш до човекот и човекот те прашува: "Ручек, за дома?" И што очекува да им кажеш? Не за комшијата, му станав батлер. Секако постојат и такви кои влегуваат во лифт и не кажуваат ништо, па ни здраво. И ве погледнуваат како да не сте се бањале со месеци. Како мириса. Сепак ништо не е забавно како возење во лифт со мали деца, бидејќи тие не го знаат основното правило во лифт: не се прават глупости. Мамо, значи да не му кажам на тато за тој чичкото што си игравте во гаража. Какви работи има. И за крај дозволете ми да изразам сочувство до семејството на Мартин Нешковски, наистина сум ужаснат од целата таа ситуација и воено и разочаран од посрана политичка клима во Македонија, каде што не може да се каже мислење за ништо, бидејќи кажеш едно или друго ќе те направат ВМРО-ец, самоец или што ти ја знам. Грозна работа. Држете се вие и ќе се видиме. Ајде, чао.